Здраво, Македонија! Се надевам дека сте во добро расположение, зашто и денеска ќе започнеме со уште едно интересно издание на квизот Листа за 300. А доколку не сте добро расположени, пуштете Сител телевизија, ќе дадеме се од нас за да го подобриме вашето расположение. Прво ќе започнеме и денеска како и секогаш со запознавање на денешните надпреварувачи. Па потоа одиме со првата лицитација, втората лицитација и на крај победникот ќе го тестираме со на тема од нашата листа. Да не должам повеќе. Прво ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Ордан и Александар. Повелете. Ордан, здраво. Браво. Александар, здраво. Како сте? Супер. Расположени за игра и денеска? Да. Минатиот пат ни земавте 300 евра, најмногу досега. Имавме Конечно и ние да земеме нешто. Точно така, ако не сам... Опипливо не. Да, опипливо нешто. Само 50 евра земавме претходно, така. Не ни се насмеав на среќата во тој последниот дел, но ете, можеби ама Илијата. Да, не го бил, да. Човекот што го направи пресвртот. И денеска како домакини, да не сакате вие да додадете нешто, да поздравите некој? Немаме ништо посебно. Поздрав до сите што не знаат. Така да, можеби ние повеќе ги знаеме отколку они што не знаат, меѓутоа тие што не знаат, поздрав до сите. Така, поздрав до сите, со 300 евра во джеп се води полесно. И поздравот, да ги цепка. Супер, Александар. Па, тоа, да. Поздрав до сите што не гледаат, што навиваат за нас и се надевам дека нема да ги разочараме. Таман работа да ги разочарате, не постои такво нешто. Домакини нема да ви го одзема повеќе времето, знаете која е вашата кабина, па поелете. Фала. А се знае, за се да биде комплетно во нашето студио и да можеме да продолжиме понатаму со денешното издание на Листа за 300, треба да ги запознаеме и денешните предизвикувачи, оние кои што ќе пробаат да ги бутнат од тронот Ордан и Александар. Да ги поздравиме. Раско и Стојче, повелете. Добре, господа, морам вака. Многу малки изгледам покрај вас. Сталка, сега од далечина се е подруго. Многу сум им благодарен за тоа, што не држат на дистанца. Дека изгледам како да сум колку ваш човек. Не, па и ние ваки у второ бевме. Да, ја од второ, не од второ, ама од седмо оделение некаде исто. Тога, да, седмо. Толку кога сите порасна, ја... Таман си, таман. Ајде, така да се тешиме, таман си. Не знам зашто, ама... Како сте вие, моци, добри ли? Да. Ајде, едно подсетување, сте биле веќе тука неколку пати, но чисто да ги подсетиме гледачите кои сте, што сте. Кој сака нека почне? Ајде, кумот пред нас. Ајде, кумот. Јас сум Стојче, кумот на Раско, веќе второ учество. Ви се допадна како почна, мислев ке застанато. Јас сум Стојче, кумот на Раско. Така и прошлиот пат. Ладно. Поздрав до колегите, семејството, роднините, другарите кои што се во низ Европа, низ Америка. Мислиш не гледаат сега? Да. Да, баш ми е мило. И други луѓе имаат спомнато до сега. Не гледаат, сигурно не гледаат. Супер. И чекаат да ги поздравиме, мислам. Да, поздрав и од мене до вете сите другари на Раско и на Стојче. Низ светов, кога ќе имате можност дојдете и кога ќе сте во Македонија, повелете слободно да бидете дел и вие ако сакате од Листа за 300 или едноставно само дојдете, ќе се дружиме после во околните ресторанчиња. Да. Од речи ги интересира што работите? Ние? Да. Па, со све и све што. Све и се што работиме. Да. Приватно, такси. Да, се што ја кажи. Што се најде, тоа се работи. Да. Така. Колку за цигани. Да, јас сум Раско Смилјановски, од Тетово, значи, тука втора сезона со кумот, ожене татко, 3 деца, поздрав до децата Никола, Димитар, Софија, сопругата Славица, татко и мајка ми. Кој е најмало? Димитар. Димитар? Да, Димитар е најмал. Поздрав до сите пријатели, фамилии, роднини што не знаат и не знаат и ќе не запознаат тука преку тоа. Така е. Тоа би додал друго. Баш ми е драго. Познато, ние се само да победиме. Днеска, пред некој ден, шетавме со жена ми низ парк и гледаме маше жена, господјата бремена, со 2 синчиња трчаат. И демек како сте добри, дај честито демек, што е како и таа се врти одма, уште на не праша, девојче. Вика, они на женско оделение не обича сите одат за машко дете, за ваму таму, они покрај 2 мачки жива срекна дека ќерка позеја. Затоа те прашав случајно да не било и кај тебе ситуација таква.
Кај мене машко, женско. Машко, женско, машко, супер, одлично. Така. Живи здрави да се, тоа е најважно, не е важен воопшто Сите полот. па и нашите. Да, точно така, сите па и нашите. Стојче и Раско, не би ве задржувал повеќе. Имаме уште некои 40 на минути да се дружиме, да си поприкажеме, но она што ме е најважно е да бидете фокусирани, сконцентрирани, ако нешто не е јасно да ме прашате. Договорено? Договорено. Предизвикувачи, повелете во предизвикувачката кабина. Ордан и Александар, односно Раско и Стојче, се во нивните надпреварувачки кабини. Што значи, драги гледачи, ајде сега сите заедно да ги провериме и потоа да си продолжиме со денешното издание на нашиот квиз. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме домакинската кабина. Раско и Стојче, дали се слушаме? Да. Одлично, во продолжение, ако имаме некаков проблем, слободно да ми сугерирате, и ако нешто не е јасно, не сте ме разбрале да ме прашате. Со среќа, сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме на Ордан и Александар, дали се слушаме? Слушаме, да. Одлично, домакини, може да почнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, кабините исправни, предизвикувачите подготвени, домакините дадоа зелено светло, па ајде да продолжиме со денешното издание на Листа за 300. Како и секогаш, така и денеска почнуваме со првата лицитација. Темата за истата гласи: женски имиња на буквите П или Р. Бараме женски имиња кои почнуваат со буквите П како Петар или Р како Раде и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 мина наши сограѓанки. Ордан и Александар, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Раско и Стојче, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Раско и Стојче. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Раско и Стојче, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 5. Пет. Започнуваме со 5. 10. 10. 15. 15. 20. 20. И едно. 21. 22. 22. 24. 24. 25. 25. Едно повеќе, 26. 28. 28. 29. 29. 30. 30. Чекај, бе, да се преслушаме. На П. Има само на Ај, да саждем да. Перуник. Да. Нека одговорат. Нека одговара. Те одговара? Да. Ајде да видиме. Имаме 30 празни полиња, Ордан и Александар, што значи ни треба 30 женски имиња на буквите П или пак Р. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Памела. Памела. Памела 190 во Македонија. Искрено очекував да го има, но не волку. Браво, точен одговор. Павлина. Павлина. Така е, точен одговор. Пале. Пале. Поздрав до Пали и Пицек, другари мои. Еве, она е Пале, што ја знам вака. И точен одговор. 80. Петрана. Петрана. Петрана или Петрана. 46. Точен одговор. Петранка. Петранка. Има во средно кога уче Петранка. Поздрав до незе доколку гледа Листа за 300. Преку 300 Петранки во Македонија. Точен одговор. Пандорка. Пандорка. Пандорка, точно 100. Точен одговор. Параскева. Параскева. Да.
Знам дека има сигурно дека е точен одговор, зашто јас познавам Параскева. И како што реков, 130 Параскева во Македонија. Точен одговор веќе седми за вас. Роберта. Роберта. Роберта, 116 во Македонија, поздрав до нив и точен одговор. Рената. Рената. Така е. Рада. Рада. Точен одговор. Точно на една третина сме. Радмила. Точен одговор. Рената. Кажа на Рената, да. Раца. Раца. Хајде да провериме. Раца, знам дека е постаро име, но не знам дали се уште е актуелно. Раца, така 11, се уште има 11 Раца во Македонија. 12 точен одговор. Ристана. Ристана. Така е, точен одговор. Руска. Руска. Поздрав до Руска, тетката на жена ми. Они се во Канада и таму не следат. Голем поздрав. А нема само Руска во Канада, има и во Македонија 140. Точен одговор 14 за Ордан и Александар. Родна. Родна. Така е. На пола сме. Роза. Роза. Точен одговор. Розета. Розета. Точен одговор. Ружица. Ружица. Преку 1000. Во Македонија Ружица, точен одговор. Ружа. Ружа. Хајде да видиме колку ружи има во Македонија. Ружа или ружи како сакате, 1300 во Македонија, што значи точен одговор. Рајна. Рајна. Така е, и уште 10 имаме. Рахилка. Рахилка. Осумдесет во Македонија, Рахилка, 21 точен одговор за вас. Румена. Румена. Така е. Росана. Росана. Точен одговор. Рафаела. Рафаела. Рафаела, многу италијански ми звучи. Не знам, ајде да видиме дали има во Ја знаме Македонија. една. Уште 4 фала. Да. Рафаела. Како би била на македонски? Рафалка.
Рафаела, точен одговор. Речи, колку Рафаела има во Македонија, се извинувам? 7. Сериоз, 73. Браво, не очекував толку. Мило ми, убаво име. Продолжуваме. Росица го кажавте, не? Росица... Росица не. Ајде, Росица. Росица. Така е, точен одговор. Уште 5. Но да ве опоменам дека и времето изминува. Ке мораме малце да убрзаме. Петра. Петра, на другарка моја кирката се вика Петра, голем поздрав до нив. 899 уште Петри има во Македонија. Без другарката, така, без другарката. Точно, иначе 900 се во Македонија, така е. Ордан и Александар, што правиме? Можам вака да оставам уште 2 минутки, потоа морам да бројам. Морам. Дали ја кажам Пандора? Пандора? Пандорка знам дека е кажано, Пандора мислам дека не, Пандора не знам како се акцентира правилно. А ќе го играте Пандора, не е кажано? Да. Да, добро. Ајде, Реджија, и Пандора е точен одговор, но имам уште 3 одговори, а искрено уште 1 минутка можам да ве оставам вака да размислувате, потоа морам да започнам да бројам, затоа внимавајте и побрзете. Павлинка. Павлинка, ајде да видиме, Павлина имавме, ако не се лажам, се Павлинка. Така е. И уште 2. Роса. Роса не ја кажа. Соса. Морам да почнам да бројам. Рос. Како? Роса. 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 Дали ја кажам? Роса. Дали е кажано, прво да видиме, ако не е, тоа го играме, така? Да. Роза е кажано, Роса не е кажано, сега ќе провериме дали го има името. Роса 500 во Македонија. Уште еден точен одговор. И кој ќе биде последниот, Ордан и Александар? Ви даваме 5 секунди да размислување, морам да почнам да бројам. Иначе чисто да... Ајде одиме. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Рада. 2, 1, Рада. Рада. Рада кажавме, мислам, или? Рада е кажано. Ајде, кажи уште едно брзо. Роска. Ајде да видиме Роска. Се остана се во рацете и нозете на Роска, не знам каде, во буквите на Роска. Би било пологично. Роска. Ордан и Александар, знаете дека едно од правилата за да биде името впишано во Државниот завод на статистика на Македонија, треба најмалку 5 наши сограѓанки да го имаат ова име. Роска го имаат 500 во Македонија, што значи 30 точен одговор за вас двајцата. Браво, и тоа на неколку пати се извадивте, таман да почнам да бројам, го кажувате, последните 3 одговори така ви беа, успеавте да се извлечете буквално во 90 минута.
И се мислев дали да ви кажам дека многу до сега погрешија баш на последниот одговор, а мај се воздржа, викам ај да не ви пуштам така бејата пред нога што се вика, па си прекјуте Фордан и Александар, браво, тешко освоен прв поен. Да, но можете да си изредувате да си го прославите, но и не да се опуштате премногу. Раско и Стојче, одлично одиграно, можеби уште едно-две надавања и ќе се сменеше ситуацијата, но немам замерка. Супер ги послужи среќата сега и дајде, зењете кондицијата во овој момент. Имам уште една лицитација, уште едно надавање сконцентрирано за тоа и ја би сакал на пенали да играме. Се извинувам за ова, ама го знаат сите кои што доаѓаат тука во нашето студио. Дости ми ја кажа нашите надпреварувачи, ќе пробам да нафрлам ево уште некоја на П. Павла. Пале, кажавме потоа Паулина, Паца, Пелагија, Пепита, Перса, Персида, Петкана и така натаму, па потоа на Р имаме Раиса, Рајфа, Рајка, Рајне, Рамиза, Рената, Ресмија, Рефика, потоа Руфија, Рушка и така натаму. Драги гледачи, како што реков, време е за второто надавање, втората лицитација, да видиме дали Раско и Стојче со оваа лицитација ќе ја параат својата среќа на пенали или пак Фордан и Александар со оваа лицитација ќе ми се придружат тука на главната сцена. Да не должам повеќе. Темата за второто надавање гласи: најбезбедни држави во светот. Извор, сајтот на светска популација. Бараме имиња на признати суверени држави од Обединетите нации, кои според глобалниот мировен индекс GPI се рангирани како 80-те најбезбедни држави во целиот свет. Листата е направена според многу фактори како насилство, политичка стабилност, тероризам, правен систем, можност за војна и други. За илустрација, САД не се на оваа листа, како ни Русија, Украина и Северна Кореја. Ордан и Александар, дали ни е јасна темата? Да. Одлично, Раско и Стојче, дали ни е јасна темата? Супер. Како што рековме, ги бараме оние најбезбедни држави во светот, рангирани како 80-те, нели? Најбезбедни во целиот свет. Знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се Раско и Стојче, па што значи ќе исклучиме кабината на Ордан и Александар, а Раско и Стојче кога ќе имате понуда, кажете ни ја. Повели? Марче, ова е за 2025 како е индексот? Па да, предпоставам за 2025, а зашто за 2026? Да, последниот, за 2025. Готово. Да. Баш. Со колку започнуваме? 10. 10. 12. 12. 15. 15. 18. 18. 20. Заокруживме на 20. 23. 23. 25. 25. 27. 27. 28. 28. 29. 29. Заокружуваме на 30. 33. 33. 34. 34. 35. Стигнавме до 35. 36. Едно повеќе 36. Нека одговара. Да одговараат. Ајде да видиме, Ордан и Александар рече малце да пододморат и имаат право на истото. Што значи, Раско и Стојче, ќе треба да ми дадете 36 точни одговори на тема најбезбедни држави во светот. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Луксембург. Луксембург. Така е, точен одговор. Белгија. Белгија. Точно. Холандија. Холандија. Така е. Норвешка. Норвешка. Точен одговор. Финска. Финска. И Финска е точен одговор. Шведска. Шведска. Така е. Данска.
Данска. Точен одговор и Данска. Исланд. Исланд. Исланд иначе се смета за најбезбедна држава во светот, се наоѓа на првото место, така е. И точен одговор 8. За Раско Стојче, така е. Португалија. Португалија. Португалија 7 најбезбедна држава во светот, Шпанија. бравос. Шпанија. Шпанија 10 точен одговор за вас. Андора. Андора. Андора доаѓа 11 точен одговор. Монако. Монако. Кралството Монако, така е. Чешка. Чешка. Така е. Словачка. Словачка. И Словачка е на оваа листа. Австрија. Австрија. Голем поздрав до сите македонци во Австрија. Знаеме дека ги има доста. Швајцарија. Швајцарија, иначе Австрија се наоѓа на 4-то место на оваа листа. Швајцарија веднаш заднезе на 5-то. Италија. Италија. Така е. Малта. Малта. Точен одговор. Грција. Грција. Хајде да видиме Грција. Така е. Хрватска. Хрватска. Точен одговор. Словенија. Словенија. Така е. Унгарија. Унгарија. И Унгарија е точен одговор. Германија. Германија. Така е. Обединето кралство како единка или посебно може? Заедно, така си го Добро, Обединето кралство. Обединето кралство 24 точен одговор. За Раско и Стојче. Франција. Франција. Така е. Австралија. Австралија. Нов Зеланд. Нов Зеланд. Така е. Канада. Канада. Точен одговор. Јапонија. Јапонија. Точен одговор. Уште 7 ви остануваат. Кина. Кина. Ајде. Ајде да видиме Кина. Така е, за разлика од САД и Русија, Кина е на оваа листа. Ватикан. Ватикан. Така е. Црна Гора. Црна Гора. Да, и Црна Гора се наоѓа на оваа листа. Точен одговор 32. Уште 4. Да. Ама за 2025 тоа може биде Катар. Колку време се те бавно? Па сега брзо. Значи ги чекај бе, ни постај. Не ги чекај. Да бидеме што се доли од горе. Алжир. Алжир, што знам. Египет.
Ајде, Египет, сите таму. Египет. Египет. Египет, можам само да кажам дека е посигурен од Франција, да на оваа листа. Јужно Африка. Египет е на 35-то место, а Франција е на 67-то, сега видете. Пола од Египет од Франција. Пола Египет се во Франција, да. Јужно Афричка република. Јужна Африканска република или ЈАР. ЈАР, точен одговор. Уште две, внимавајте. Македонија. Македонија, лошо ви текна. Се карав миначе. Не, ето. Македонија, само ве молам да ми кажете на кое место се наоѓаме. На второ. Франција може вода да не носи. Бегате 55-то место Македонија, најбезбедна држава. Помеѓу оние први 55. Кои се тие Франција, бе? Молим те. Повелете последниот одговор кој ќе биде. Србија. Добри, Србија се безбедни, ама не. Србија на кое место? После нас. Нека се после нас, нека се после нас. После нас. Еј! Така! 77 место. Значи, може би најбезбедни сме во Реонов. Да. Не ни интересира, ако има некој подобар од нас, не ми го кажувате името, ова, кој се, воопшто не ни интересира. Разги Стојче, добро одиграно и вие со кнап со времето за една минута ќе почнев да ви бројам. Многи добивме 36 точни одговори на најбезбедни држави во целиот свет, меѓу кои е Македонија, нашата прекрасна Македонија на 55-то место на оваа листа. Ке играме пенали, што значи не се опуштајте премногу. Ордан и Александар, денеска интересно и едните и другите со фул одговори, можам така слободно да кажам, и онака до последна минутка. Ќе биде интересно и сега на пеналите. Ја ќе прочитам дел од оние кои што не ги кажа моите надпреварувачи. Тука ги имаме Ирска, Нов Зеланд, Сингапур, па потоа Албанија, Аргентина, Босна и Херцеговина, Бугарија, Виетнам, Доминиканска република, Индонезија, Источен Тимор, Маврициус, Мадагаскар, Молдавија, Обединети Арапски Емирати. Меѓу тие и Катар. Убаво размислувавте, затоа што целиот конфликт започна оваа година, листата од минатата година, и така потоа Сенегал, Сиера Леоне, Узбекистан, Таџикистан, Унгарија, Уругвај и така натаму. Сега, драги гледачи, се селиме на пеналите, каде што ќе го одлучиме и денешниот победник. Ги знаете правилата, одговараме на поредно едните па другите, се додека никој не погреши, кабините се вклучени и тоа е тоа. Да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Не стој доне донке". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна "Не стој доне донке". Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква. Секако, секој избор можете да го кажете само еднаш. Насловот на песната не може да го користите. Ордан и Александар, дали не е јасна песната? Да. Одлично. Раско Стојче, дали не е јасна? Супер. Знаете дека и на пенали први започнуваат со одговарање денешните, односно тековните предизвикувачи. Во таа улога се Раско Стојче, што значи Раско Стојче го чекаме првиот одговор од ваша страна. Гледај. Гледај. Така е. Гледање. Гледање. Така е. Фајде. Фајде. Точно. Нема. Нема. Така е. Зуни, зуни. Ај, зуни, 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 зуни. Чекај да видим. Еден збор. Еден. Дуни. Еден. Е, еден е
Дзуни, тоа што се... Не е точен, извини, Дзуни. Добро, чекай, ќе ми кажам после, не ставам сега да не откријам, но да видиме. Ордан и Александар. Сите. Сите. Чекај да видиме. Сите е точен одговор за Ордан и Александар. Сите моми донки. Истото е Ордан и Александар и денеска пети пат како победници во листа за 300. Но имам изненадување за вашите противници Раско и Стојче. Ова е нивно последно учество од оние низа од 5 учества кои што може да ги има, што значи во наредното издание на листа за 300 со Wild карта одите понатаму како домаќини, ќе ги дочекате оние кои што ќе го заземат вашето место. Честитки до Ордан и Александар. Жал ми е за вас, но ќе имаме шанса веќе во следното издание да го подобриме резултатот. Това беше, како што самото име кажува, на пенали. Која треба победникот да се одлучи, што значи супер бевте и едните и другите. А сега на брзина да прочитаме песната Не стој доне донке. Не стој доне донке, не гледајме. Од гледање донке фајде нема, дај дуни фајде нема. Кога појдов донке од битола донке за Солуна. Сите моми донке ги заљубив, само тебе донке те засакав. Отврли си донке Алшамија, да ти видам донке Белолице. Тоа се зборовите од песната Не стој доне донке, а сега ќе ги поганам Ордан и Александар да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме дали ќе се заминат и овој пат со парична награда. Затоа, драги гледачи, останете со нас. Се враќаме веднаш по паузата. Ордан и Александар повторно ми се придружија тука на главната сцена и ова е денешно нивно пето учество, што значи барем последно во оваа сезона. Во следната верувам дека повторно ќе се дружиме. Нема да ве држам многу, знам дека веќе и од мене ви е преку глава, но да прочитаме, нели, да пролистаме нашата листа, па одиме веднаш со темата. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што треба да ги одговориме, нели, да ги исполниме со точни одговори за да ја добиеме она максимална парична награда. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 950, за 12 200 евра и за 15 точни одговори колку ќе ми земете? 300. Сите. Знаев дека знаете. Ајде денеска да одиме на таа сума, односно да одиме на било која сума, да завршиме со стопа, ако се погоди така, супер. Ордан и Александар, денешната тема на која што го тестираме нашето знаење, гласи, слушајте убаво и вие, драги гледачи. Кошаркарски екипи од АБА 1 и АБА 2 лигата. Ги бараме екипите кои во оваа сезона 2025-2026 година се надпреваруваат во кошаркарските АБА 1 и АБА 2 лига. Екипата на Цибона се откажа пред почетокот, па ќе ги признаеме сите екипи кои што го започна надпреварувањето. Ордан и Александар, како стоиме со кошарката? Добро. Добро. Можеме ајде од општа култура до нас што сме слушале, јас викам па некој да дадеме барем неколку. Со македонски Не. Ајде, кога сакате започнете? Партизан Белград. Партизан Белград. Така е. Црвена звезда. Црвена звезда. Точен одговор. Цедевита Олимпија. Цедевита Олимпија. Цедевита Олимпија, трети точен одговор и 50 евра се сега ваши. Што правиме за понатаму? Одиме понатаму. Одиме понатаму, во ред. Дубај. Дубај. Така е, точен одговор. Сплит. Сплит. И Задар. Сплит, точен одговор и Задар. Задар за 100 евра и 100 евра се ваши. Точен одговор. Будуќност. Одиме понатаму. Одиме понатаму, будуќност. Седми точен одговор. Студентски центар. Студентски центар. Ова све до сега што каже екипи се од АБА 1. Да. Така е, точен одговор и за 150. Босна. Босна.
Босна, 9 точен одговор за 150 евра. Браво Зоран и за Александар. Што правиме сега за понатаму? Одиме понатак уште. Ајде, одиме понатак уште, барем уште 3 сега. Хелиос Домжале, дека се викаше прецизно. Чекај да видам, Хелиос Домжале. Така е, Хелиос Домжале. Ке биде 10 точен одговор. Мега, Мега. Мега 11 точен одговор и 12 Борат Чачак. Борац Чачак. Борац Чачак за 200 евра. И што правиме сега? Аба два исто важат, така? Важат да, јаба 2. Одиме Значи, повторно да на ги кажеме. 300 евра. ТФТ, Тафталиџе. ТФТ, Скопје, така е. Точен одговор. МЗТ Скопје. Мазата Скопје, моите комши и тимо за кој што навивам од кој сум роден. Така е. И за 300 евра. И овие што влегоа сега во АБА 1, Широки брег. Широки брег. Епа, тоа ќе го изгаснам вака. Таблетчето, ќе дам тука и ќе честитам на освоени 300 евра. Уште една мило листа за се 300. на листа за И 300. мене. За жал овој пат не можам да кажам на мој огромно задоволство ќе се дружиме и во следното издание на нашиот квиз, ама пак со огромно задоволство ќе се опростам од вас и едва ќе ве очекувам да дојдете на Во некој летната од сезона. следните. Така е. Супер. Одлично се покажав Ордан и Александар, ништо друго не ми останува. Ке ги испратам сега Ордан и Александар со она мисла дека си одат од нашето студио со освоени 650 евра. Можеби првите две не излегоа како што треба, не освоивме парични награди, но потоа влеговме во една супер финансиска низа да кажам. Започнавме со 50 евра, скромно, но потоа имавме учинок од 2-300. Супер, со здраве да си ги трошите парите. На брзина да ги прочитам, ајде екипите од АБА1 и АБА2 лигата. Тука АБА1 се Борац Чачак, Босна, Будуќност, Виена, Дубај, Задар, Игокеа, Илирија, Клуш, Крка, Мега, Олимпија, Цедевита, Партизан, Спартак, Суботица, Сплит, Студентски центар, ФМП и Црвена звезда. АБА2 се Борац, Бања Лука, Војводина, Вршац, Златибор, Јахорина, МЗТ Скопје, Морнар, Подгорица, Приморје, Раднички, Слобода, Тузла, Студент, Сутјеска, ТФТ Скопје, Хелиос Домжале и Широки брег. Со ова ве поздравувам, ви посакувам да имате прекрасен остаток од денот и секако да останете со програмата на телевизија Сител да го чекате следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!